2004 година. А од тогаш поминаа цели 19 години, без малку 2 децении. Но иако тој ден кој ја зави Македонија во црно, помина толку многу време, болката по таа огромна загуба никако не помина. Оние кои велат дека времето лечи се, сепак и не биле во право. Лек за таа болка едноставно нема. Таа болка се уште тече, се уште боли и ќе не боли дури не има. Се дури постои ова наша македонска земја. Се дури постојат луѓе македонци и останати граѓани кои оваа грудка земја ја имаат за своја татковина. А може ли болката да не е толку многу голема кога на денешен ден, пред 19 години, изгубивме председател, изгубивме македонец, изгубивме струмичанец, изгубивме млад човек на 48 годишна старост. Изгубивме доблесна личност со многу човечки вредности. И како политичар, и како верник, и како сопруг, и како татко, и како влюбеник во својот град и својата земја. Тој студен четврточен ден го изгубивме Борис Трајковски, вториот председател на Република Македонија. Тоа е едно од најголемите загуби во поновата историја на нашата земја. Загуба која остави голема празнина кај сите нас. Тој сосема обичен делник се претвори во вистински кошмар. Да беше само лош сон, ке се разбудев. За жал беше тоа едно сурово јаве, со кое моравме сите да се соочиме. Таквото соочување не беше нималку лесно, оти во трагичната вест, која со молскавично брзина пристигна од столац, малкумина веруваа, а уште помалку дека таа вест ќе го има најцрниот епилог. Но се случи токму тоа, што никој не го очекуваше и никој не го посакуваше. Струмичани се прашува, дали е возможно дека го нема нашиот председател, дали е возможно дека за секогаш замина нашиот сограѓанин, кој само пред 2 дена беше во родната Струмица. Дали е возможно дека нашиот Боро веќе не е меѓу нас. Надежта навистина последна умира, но таа надеж дека е возможна среќа во несреќата, дека е можно председателот Трајковски сепак да ја преживеал авионската несреќа, се струши како кула од карти. Вистината беше сурова, та посурова и не можеше да биде. Беше тоа најтажниот миг за Струмица и Македонија. Беше тоа мигот на соочување со трагичниот епилог, кој го донесе тој судбоносен 26 февруари 2004 година. На тој ден, заедно со своите 8 соработници и членови на екипажот, во авионска несреќа кај местото Столац, во близина на Мостар, трагично загина нашиот Борис Трајковски, вториот председател на Република Македонија и првиот шеф на државата кој го дала нашата Струмица. Од тој ден до денот денешен поминаа цели 19 години. Се чини и кога би поминале неколку пати по 19 години, болката, тагата и празнината ќе останат исто толку големи какви што беа и какви што се и денес. Борис Трајковски беше државник со многу доблести, но пред се беше човек во вистинска смисла на зборот. Токму затоа велиме дека на денешен ден, пред 19 години изгубивме роднина, пријател, познаник, сограѓанин и председател, кој со ретко видена мудрост и трпеливост 4 години ја вршеше највисоката државничка функција во земјата. Неговото раководење со земјава во еден извонредно тежок, сложен и сензитивен период за државата остави неизбришливи траги во современата македонска историја. За него интересите на државата и интересите на граѓаните беа секогаш во преден план.
Омилени дестинации му беа македонските градови, македонските села, воспитувајќи искрени и топли релации со граѓаните. Но не забораваше и на релациите со високите државнички имиња од голем број земји од сите светски меридијани. Посебно значајна беше неговата улога за прифаќање на предизвик околу смирувањето на тензиите во воениот конфликт од 2001 година. Успеа и во тоа, ставајќи свој потпис на Охридскиот рамковен договор. Со тоа, но и со редица други државнички ангажмани, покажа дека е претседател на сите граѓани на Македонија. Воден од својата желба да помогне, вложуваше многу напори за целосна афирмација на Република Македонија во меѓународни рамки, но и за подобар живот на сите граѓани. На многобројните средби со представници на Светската банка, Меѓународниот монетарен фонд, државници, амбасадори и представници на големи светски компании и корпорации, ги истакнуваше предностите на Република Македонија за подобрување на бизнис климата во државата и странско вложување во истата. Паралелно со тоа правеше максимални напори за напредок на Македонија кон своите аспирации на патот кон членство во НАТО и во Европската Унија. Бидејќи за него тој пат е единствениот кој води кон прогрес и просперитет на иднина. Токму во таа насока беше и неговиот последен лет, последен претседателски ден и последен ден во неговиот живот. Предавањето на апликацијата за членство во Унијата остана за него само пуста желба, односно чин, што беше пролонгиран поради трагичната авионска несреќа. Таа несреќа го спречи да го заврши својот претседателски мандат, а сите негови соништа останаа недосонувани. Почитувани присутни, премалку е во еден ваков говор да се срочат сите особености кои го красеа ликот, но и делото на претседателот Трајковски. Колку и да говориме и да кажуваме за него, секогаш остануваме недокажани. Но треба да споменеме дека ќе го паметиме како едноставен, добродушен, отворен, насмејан и секако голем влюбеник во својата Струмица и својата Македонија. Нека трае тоа паметење уште долго време, а споменот за него да го пренесуваме и на идните генерации и поколенија. Претседателот Трајковски и без друго тоа го заслужува. Ви благодарам.